инклузивно образование е квалитетен образовен процес за целата детска популација. Сега, зошто велам за целата детска популација? Зашто секој ученик е посебен на некаков начин и има поинаква потреба од колку другите деца. До сега, така и сега, малку или воопшто не се прашуваме за решение за инклузија во нашиот образовен систем. Во 2019 година во нашето собрание имаше расправија за истата тема, но за жал без присуство на ниту еден наставник. Затекнати со пандемија, повторно бевме препуштени сами на себе си да пронајдеме приод кон учениците со посебни образовни потреби. Само се зборува како е потребна некаква унифицираност, иста можност за сите, но делата не ги подкрепуваат зборовите. Законот вели дека Македонија од следната 2023 година треба да спроведува целосна образовна инклузија на децата со атипичен развој. Искуствата пак говорат дека на хартија работите се добри, но не и во пракса. Прочитав од доктор Миле Илик за инклузивни училишта, тој вели: инклузивно е она училиште кое опфаќа и го вклучува постојано секој ученик со пречки во учењето, а и сите останати ученици во сите видови на воспитно-образовните активности во наставата, во наставните активности, општествено корисните активности, културно јавните активности според индивидуалните потенцијали, когнитивни, конативни, афективни, психомоторни, а со максимално очекуваните исходи од учењето и креирање и поучување. Гледано од мој агол, општествените установи и училиштето ги доживувам како установи со развојни потешкоти. Постојат неразумни и реални пречки кои никогаш на никого не му биле приоритет. Секој ги заобиколува, дури се создава чувство дека се прават да се поголеми, понесовладливи за оние кои треба да се справуваат со нив. Дали сме се запрашале какви се приодите до училишните згради? Дали учениците, односно училниците се достапни за сите ученици? Дали има нагледност за дечиња со пречки во развојот? Дали имаме унифицирани планови и програми? Дали наставничкиот кадар е доволно едуциран да работи со деца со пречки во развојот или се исклучиво едуцирани за ученици без пречки? Многу прашања, а нема одговори. Сите во своите годишни планови и програми имаме додадено ИОП, посебни образовни потреби. Да не зборуваме дека во ИОП спаѓаат и надпросечни, талентирани ученици, за кои ретко кој се грижи, односно истите се претопуваат во просечноста, губејќи ја желбата да се само пронајдат или унапредат. Во изминатата COVID-2019 образовна клима, имавме повеќе ученици и семејства на кои им беше потребна поддршка и помош од сите аспекти. Наеднаш скоро сите се најдовме во светот на попреченост, технолошки хендикеп, немање опрема, немање интернет, основни технолошки вештини и компјутерска неписменост. Изолацијата се доживуваше како траума во која останавме без способност за поучување на ученици. Не ни остануваше ништо освен приспособување, адаптација и брза рехабилитација на сите чинители на образовниот систем. Свесни за состојбата, сите си помогнавме едни на други и си учевме едни од други. Титулите изгубија вредност и тежина, знаењето дојде во прв план, а умењето и вештината стана единствениот излез од оваа ситуација. Мораше да се санира сопствениот хендикеп, да се доближиме до нашите ученици и да видиме со какви проблеми се среќаваат и да се изнајде ефективна стратегија и техника за помош и да се постигне позитивен резултат во училиштето и дома. Сметам дека ова беше можност да се вклучиме у многу важна мисија
да промениме начинот на размислување, учење и поучување. Наставата од дома даде солидни резултати за сите ученици што ја следеа, дури позитивно се покажа и кај интровертните ученици, се извинувам, кои на физичките предавања секогаш беа со резерва кон часот, односно сега поопуштени и има активен пристап на онлайн часовите. Новите критериуми за следење и оценување исто така покажа позитивно, придонесува полесно да се прифати овој начин на работа и соработка меѓу учениците, наставниците и родителите. Практичната работа од идеја до реализација и учење преку грешки на одредени ученици им влеваше само доверба, каде се покажа поистрајни во работата и не се откажува. Учениците со оштетен слух и говор има можност визуелно да се искажуваат и да учат, додека оние со оштетен вид има можност со видеозапис да се искажуваат и да учат. Исто така, овој вид на едукација е најпогоден за лицата со потешкоти во движењето. Наместо да одат на училиште, училиштето им доаѓаше дома. Без разлика каква посебна образовна потреба се работи и во какви услови овие ученици имат потреба од помош, неопходна е потреба од присуство и соработка со родител, односно старател. Инклузијата не започнува од училиште, ниту по училиште. Инклузија е оспособување за самостоен живот на лица со потешкоти во развојот. Ретки се дечиња со развојни потешкоти кои одат во предучилишни установи, тоа е поради прекубројноста во групите во кои треба да престојуват поради недоволно внимание, тие остануваат неподготвени и тешко се вклучуваат во училишната средина. Секоја држава треба да води сметка за опременоста на училиштата и за обученоста на наставничкиот кадар. Како во секоја професија, без алат нема занает, а кога се во прашање децата потребна е и тимска работа. Сите училишта треба да поседуваат тимови кои ќе работат во полза на децата со развојни потешкоти, а тие тимови да бидат составени од наставник, родител, психолог, педагог, дефектолог, лекар, терапевт, директор и ќе ги задоволуваат сите потреби кои ги имат децата со развојни потешкоти. Најчесто наставничкиот кадар од Македонија се обучува на еднодневни 8-часовни семинари и повеќе немат посетено некое училиште со тотална инклузија, каде би стекнале некакво кратко искуство за тоа како се постапува со ученици со развојни потешкоти. Сепак постојат наставници ентузијасти кои изработуваат посебни програми за учениците со посебни образовни потреби, но се уште се во дилема како да ги оценуваат, како да изработуваат тестовите на знаење, кои методи, дали воопшто има метод, е најпогоден за некое пореметување и многу други прашања на кои тешко се доаѓа до одговор без квалитетна едукација на наставниците, а и на родителите. Не треба да ги запоставиме ниту надарените ученици, бидејќи и тие имат своји посебни образовни потреби. Како што вели Јања Шкода во делото Идентификација на надарени ученици во основните училишта, надареност може да се наблюдува од две перспективи. Продуктивна надареност, која е резултат на работа на поединецот преку која постигнал надпросечни достигнувања, и потенцијална надареност која се темели на потенцијал и предиспозиција кои се соодветно образование и воспитание се развиваат до надпросечен степен. Без разлика дали се работи на продуктивна или потенцијална надареност, и двата вида на надареност се погодни и се предизвик да се негуваат и продолжуваат како во редовната настава, така и со наставата на далечина, да не ја забораваме зашто може и да ни се врати да дојдеме да бидеме во таква ситуација да треба да ја спроведуваме. Ние наставниците, локалната заедница и државата имаме примарна задача да обезбедиме здрав, сигурен и пријатен престој на сите деца
во градинките, во основните и средните училишта, како и на факултетите, а кога ќе се најдеме и во некаква морредна состојба, наставата треба да се одвива од далечина. И за тоа неопходно е на сите ученици да им се обезбеди соодветна технологија, бесплатен интернет и многу електронски бесплатни ресурси кои ќе го задоволат љубопитството на секој дете без разлика на неговата потреба. Инклузивноста представува и комплексна определба која произлегува од суштината на Конвенцијата на правата на детето, секој дете да добие еднакви шанси во развојот и можност за да биде рамноправен член на заедницата. Во Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, правото на образование е прецизирано и поврзано како со создавањето на услови на рамноправно практикување на правата на лицата со попреченост, така и со разбирање на образованието во неговиот континуитет и траење во текот на целиот живот. Повторувам, новиот закон предвидува целосна инклузија, прифаќање на сите деца без разлика на нивните посебни образовни потреби, иако за истото сме се обврзале уште далечната 1948 година со подпишување на Универзалната декларација за човекови права, за која се нагласува и правото на образование на секое дете без дискриминација според било каква основа. Потоа доаѓа и Конвенција на правата на детето од 1993 година со стандардни правила на Обединетите нации кои предвидуваат еднаквост и можност во образованието на децата со тешкотии во развојот во рамките на редовниот училишен систем. Исто така постои и Конвенција за правата на лицата со пречки во развојот од 2011 година, како и Национална програма за развој на образованието на Македонија 2005-2015 година, кој предвидува основното и средното образование да се отворени за сите деца, без разлика на јазикот, религијата, полот, физичката и менталната попреченост. На страниците на Министерството на труд и социјална политика прочитав, тоа напишав денес, зашто беше на 1 декември, а се однесуваше, напишано е по повод на 3 декември, ден на лица со инвалидитет. Вика, неодамнешните иницијативи означуваат промена од традиционалниот пасивен во активен пристап на инклузивната социјална заштита, зголемување на потенцијалот за вработување и така натаму. Ќе најдете, ќе прочитате. И како заклучок го тоа излезе, или барем така јас го гледам, дека на повидок се исти права за сите. Поедуцирани раководители, организации без дискриминација и мобинг, сите закони и одговори ќе важат исто во сите општини, предпријатија ширум Македонија. Интересен е и текстот што го превзедов од УНИЦЕФ, ќе ви прочитам само делови од него. Значи, ме интересираше зашто не ми беше јасна самата кратенка МКФ, тоа е меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје. Тоа е светски стандард за класификација и функционирањето и попреченоста. И дојдов до овој текст кој вреди да се сподели. Социјални услуги за поддршка на децата со попреченост, почитување на правата и способностите на секој поединец и почитување на правата на способностите на секој поединец и активно избегнување на етикетирање, стигматизација и дискриминација. Предизвик е способноста и попреченоста не може да се дефинираат само од аспект на медицинска диагноза. Напротив, постојат многу фактори што придонесуваат кон способноста или онеспособеноста лицето да направи нешто што сака или треба. Македонија се уште користи традиционални методи за проценка, кои вклучуваат елементи на етикетирање и придонесуваат кон стигматизација и дискриминација на децата и возрастните. Класификацијата на децата го зголемува ризикот од запоставување, злоставување и исклучување. Овој пристап не само што не е од помош
за остварување на основните права, на образование или здравствени услуги на децата што се соочуваат со попреченост, туку и ефективно го попречува нивниот потенцијал за развој во одреден момент од животот, без оглед дали постојано или привремено, повремено или континуирано, способноста и попреченоста припаѓаат на иста скала. Термините способност и попреченост може да се разгледуваат на скала со различни степени и дефиниции, сите без разлика кои се вклопуваат некаде на оваа скала. Ова е важно за сите луѓе, но може би е најважно за децата. Токму затоа од суштинско значење е луѓето и децата да не се класифицираат врз основа на способноста или неспособеноста, туку фокусот да се стави на нивната функционалност, нивните потенцијали, можности и способности за целосно да ги уживаат своите права на образование, здравствена заштита, социјална поддршка и грижа. Решение. Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје, МКФ, е светски стандард за класификација на функционирањето и попреченоста, договорен од Собранието на Светска здравствена организација во 2001 година, со менување на фокусот од здравствена состојба кон функционирање преку заедничка рамка со МКФ, сите луѓе се стават на исто рамниште, овозможувајќи споредба со нивните компетенции и потенцијали во однос на релевантното функционирање за потоа да им се обезбеди и поддршка. Во владата и другите сектори со МКФ се поддржуваат политики засновани на права, се обезбедени, односно се обезбедува и заеднички јазик и разбирање засновани на права, што може да го користат лицата кои се соочуваат со попреченост и лица кои дават услуги или работат со податоци за попреченост. УНИЦЕФ работи со партнерите од владата и граѓанскиот сектор на воведување на функционална проценка на попреченост врз основа на МКФ за сите да дојдат и да добијат најдобра поддршка и услуги што ќе им помогнат да обстанат и да напредуваат во животот. Добро вечер и од мене. Добро вечер. Сакам да прашам во врска со сите овие настани што ги организирате, дали може од Националната агенција да добиеме некаков вид на сертификат? Тука се надевам и колешката Силвана, па кога зборувам да сум сигурна во тоа што го зборувам, таа се надевам ќе потврди. Уште при првата средба, зашто за ова година и наредната 2020, мислам од 22 до 24, имаше конкурс за eTwinning амбасадори и од таа причина еве и ова ни е работата и на двете, бар месечно да држиме по 2 вебинари, од кои што едниот е инфо, едниот е тематски, и тие самите ни понудија да можеме слободно да даваме, да издаваме сертификати за присуство, што и со Силвана може би избрзавме, рековме дека нема потреба зашто сите вие штом ќе се вклучите во eTwinning, ќе одите понатаму, но да, мислам дека во денешно време од полза ќе биде и секој оној што издвоил време да ислуша некој вебинар, барем да има некаква трага дека навистина се потрудили и издвоило своето време, а гледајќи и по комшииве, тие и за некои 15-минутни средби издаваат сертификати, и се оно што се случува надвор, нели кога учествуваме, дури не ни знаеме кој ни издава сертификат од друга страна, од друга земја, па често пати сме таму некогаш и само заради тој сертификат. Па уште еднаш ќе побарам средба еве со Силвана и со одговорната од Национална агенција, па ќе се договориме и нема да биде лошо. Особено еве вака секогаш ќе ве имам и на број и може, зошто да не? Јас мислам дека не е никаков проблем, штом тие веќе на почеток не посоветувале така да функционираме,
ако не сме почнале на почеток, можеме од сега. Ти благодарам, Игор, што ја освежи идејата. Добро вечер, Благодарам. Ајда. Да, повелете. Силвана, на темава би сакала да се надоврзам. Повели. Нели, нашата идеја беше да се закажуваат состаноците преку платформата, но бидејќи нели не работи платформата, сметам дека од 1 јануари треба да ги воведиме сертификатите за сите кои што редовно не слушаат, нели, и мислам дека и Мила ќе се сложи околу оваа тема. Да. Дека би било Зашто добро. идејата и од таму поттикна, зашто како што е испланирана новата платформа, сите што ќе користиме фактички нивните услуги од платформата, сите ќе добиваат некакви докази дека посетувале обуки, без разлика кој организирал, како организирал. И ние едноставно од таа причина рековме, па зошто да се дуплираме или не знам што, штом вака врвим, да, ова е добра идејата и верувам дека ќе почнеме така да работиме.